50 жители од Штипски Нов Караорман се во голема финансиска неволја. Од нив државата бара десетици илјади евра за куќи во кои тие вложиле се што имале, но и немале. Нивните проблеми започнуваат во 1995 година, кога ова село го зафати големо невреме. Државните куќи во кои тие живееле уште тогаш беа речиси срамнети со земјата, бидејќи биле со лесна и неквалитетна градба. На лице место излегле државни службеници од тогашното стамбено, кои на станарите им рекле на државата за реновирање да не сметаат и дека најдобро би било тие самите да си ги реновираат и приспособат домовите, а инвестираните пари ќе им бидат компензирани со кирија. Во тесно ставените станари така и направиле и во новите домови вложиле се што имале, но и што немале, позајмувале пари, ваделе кредити за на крај да имаат покрив. Ами до тука дојдоа, кад ти видоа дека паднале така, бегаа се, качија се околите, нигде ги однема. Те до тука. Што правите? Што правимо? После поправамо, изнесамо земја од нетра, води изнесамо, па поправамо. Не ни дадеа ништо помош. Те и другото село, Крупиште, истото. Дигна ги тоа, пафоните се дигнаа, керамидите паднаа, што ќе правим? Мора да ги поправамо нешто. Целиот квота падна. Целиот плафон вака што беше падна доле. И после тоа што да направиме? Ставиме ламперија. И сега се ламперија стоја. Но неколку години подоцна државата го свртела листот, па наместо отпис сите станари добили извршни решенија за неплатена кирија. Се саат тужби, решенија, ово, оно, кој дојде на власт манипулират со гласовите, нема потреба да плаќате, ќе завршиме работа, заврши мандатот на таа власт, фактички после па ги пушта и така. И уфјоката стоат јади решенијата. Ово е едното решение од 2015 година, фактички 4 години стои уфјок. Сега ми барат 70, ово е старото, ово е 60 колку и 3, 725 старото, а сега новото е 73. Злажани нема да плаќате ово, нема да плаќате, ќе ви ги дадеме куќите, вие да си земете без пари, многу таксувања, на крај ништо не направија. Ништо. Дојде ми нек ми се јавија од задругата, речеа вика имаш извршително решение, ама ја не го зема. И остана таму тоа оранжерите и немам време да имам да го земам. И они речеа дека ќе сопират по 4000 денара на месец. А за колку месеца не се кажа ништо. И ја не може да живеам со таа плата, а да ми сопират на мене толку пари. Во меѓувреме, овие луѓе од државата побарале можност тие да си ги откупат куќите, но со истата можност им била сервирана нова уште поголема лажица сол. Имено вредноста на куќите им била проценета врз основа на сегашната состојба, односно врз основа на нивните инвестиции. Овие куќи се изамортизирани, па може би 70 години, а тражат ни по 13.000 за откуп. 13.000 евра. Да, проценката што ја беа направиле. Луѓето што ја купија куќата, еве сега ќе се наврнам кај нив. Не е тоа јас да манипулирам или да ми е криво што оние купиле. Купија е за 500 евра. Сите ојдеме после за да понудиме пари и да дојдат, нели, за да си ги купиме куќите. Они речеа дека е државно. Како е они откупија куќата, на кој начин? Ако веќе е државно, нека биде за сите. Сакаме да дојдат тука сите, да ја видат состојбата на овие куќи и да ја проценат они сами дали ово толку вредно. Сега собствениците на овие 20 на куќи се нервозни како никогаш, зашто разликата помеѓу куќа во која е инвестирано и во која не е очигледна. Може самите да видите куќите какви се биле од невремето, значи никој ништо не е уложувал, ни општина, не инвестираа пари. Тука е живеал пред една година човека од мака умре. Значи никој ништо, ни општина, од никој помош немаме, самите си ги направиме, а сега тражат камата, тражат кирија да плаќаме. Кој шо ни уложи за куќите, за да даваме ние камата? Нека дојдат, нека седат оваа куќа, дали може да седат да живеат тука деца, народ, ние не сме овци, не сме стока, народ живее тука, срамот. Овдешните жители се чувствуваат изманипулирани и навредени, па најавуваат и радикални мерки и бойкот на сите наредни избори. Лично го поканувам градоначалнико и министерот за транспорт и врски. Еве, нека дојдат на викенд. Ке им биде се оплатено тука. Сега ќе ја покажеме куќата. Дали они можат да живеат од таа куќа и за која тражат 13.000 евра. Второ, децата од 1 септември нема да бидат пуштени на школа. Патишта ќе бидат блокирани.
Општината исто ќе биде блага. Вака нема веќе да станеме. Доста беше веќе со манипулација. Освен во Нов Караорман, со сличен проблем се соочуваат и станарите на државните бараки во Три Чешми и Радање. На сите нив државата преку извршители сега им бара од 30 до 80.000 денари за кирија и трошоци, иако со децении наназад еден клинец нема заковано во нивните куќи.